Добро вечер. Време е за дневникот на Канал Плюс телевизија, во кој ви презентираме многу информации, настани и средби кои остануваат забележани за овој 14 мај. Пред почетокот ви издвојуваме дел од нив. Ке се електрифицира туристичкиот локалитет Равна река во Пехчево. Електрификацијата е главен предуслов за развој на овој туристички бисер на истокот. Штип ги обновува градските улици, Македонска каменица ги уредува јавните површини, Проби Штип ја реконструира градската фонтана на плоштадот. Денес се слави пророкот Еремија, кај народот познат како заштитник од змии и гуштери. Бројни се обичаите поврзани со овој голем празник. За денешниот празник, посветен на светиот пророк Еремија, малку подоцна во дневникот. Да започнеме најпрво со информација од значење за источниот регион. Советот на градоначалници на општините од источниот плански регион на денешната седница во Берово го избра Радко Димитров, градоначалникот на Кочани, за нов председател. Достега прв човек нова регионално тело беше Тони Тоневски, градоначалникот на Проби Штип, а на претходната седница на Советот Тоневски доби еднаков број на гласови заедно со градоначалникот на Штип, примариус магистер Илчо Захариев, при доделувањето на нов мандат, што беше причина за повторно гласање на членовите. Советот денес едногласно ја даде поддршката на градоначалникот Димитров да раководи со функцијата председател на Советот со мандатот 2 години. На денешната седница се разговараше и за новите проекти. Да го слушнеме телефонскиот разговор со градоначалникот на општина Берово Драгина Джински. Со консензус едногласно нов председател на Источно-планскиот регион, тоа е господинот Радко Димитров, градоначалник на општина Кочани. 11 градоначалници со 11 гласови за се избра председател. Проектите кои треба да бидат реализирани во Источно-планскиот регион, тоа се проекти кои се од огромно значење за развојот на регионот и мислиме се тоа што е планирано, предвидено од страна на владата за реализирање на овие проекти ќе значи побрз развој на регионот. Ке се електрифицира туристичкиот локалитет Равна река во Пехчево. За еден месец ке започне изградбата на 4 мали хидроцентрали на Брегалница. Електрификацијата е главен предуслов за развој на овој туристички бисер на истокот. Туристичкиот бисер Равна река во Пехчево ќе се електрифицира во наредниот период. Имено 4 мали хидроцентрали ќе се градат на изворите на реката Брегалница во туристичката населба Равна река. Градоначалникот на Пехчево Игор Поповски вели дека изградбата на малите хидроцентрали почнува за околу 1 месец. На 8 мај пред недела време владата, односно Министерството за животна средина, даде уште една концесија за хидроцентрала на туристичката населба Равна река. Со тоа веќе имаме 3 концесионери, односно 3 хидроцентрали дадени под концесија, и тоа е патот што требаше да го отпочнеме и да довршиме крајно електрификацијата на туристичката населба Равна река. Значи концесионерите во договор со ЕВН веќе мислам дека имаат постигнат договор, ќе отпочнат изградбата на далеководот. Во месец јуни ќе отпочнат со изградба на хидроцентралите, паралелно со тоа очекуваме да се почне и изградбата на далеководот. За општина Пехчево електрификацијата на Равна река е клучна за развој на туризмот. Годинава продадени се 20 парцели за викенд куки, од кои една и за изградба на хотел. Поповски истакна дека кон крајот на мај се очекува да се распиши и тендерот за изградба на канализација во оваа туристичка населба. Се интензивираат инфраструктурните активности во Штип. Денес стартува асфалтирањето на улиците Вита Поп Јорданова и Джемал Бједик. Деновиве асфалт ке се поставува и на улицата Сримски фронт. Годинава штипјани ќе го паметат мај по големата градежна активност. Интензивно се работи на повеќе улици низ градот.
Се асфалтираат улиците Джемал Бедик и Вита Попјорданова, а веќе се работи и на улицата Сремски фронт. Денес е ден за асфалтирање на улицата Вита Попјорданова, проект вреден 1,8 милиона денари. Значи некаде до половина ќе има нов асфалт, а оној дел кој што е познат со коцка ќе биде пререден со цел истата да биде дотерана во соодветна состојба. Исто така е ден и за асфалтирање на улицата Джемал Бедик, проект вреден 950.000 денари, а во меѓувреме заврши и подготвителните работи за асфалтирање на улицата Сремски фронт од кружниот тек кај некогашен базалт па се до новата спојка кај Дузлак. Ова е проект вреден 4,4 милиони денари, инаку изведувач на градежните работи ќе биде скопската фирма Ескаватори МК. Патот ќе биде со должина, односно сообраќајницата е со должина од околу 1,5 км и широчина од 7 км и најверојатно до крајот на неделата или идната и ова сообраќајница ќе биде асфалтирана, откако во текот на вчерашниот ден е отстранет стариот слој на асфалтот. Интензивно се работи и на улиците Славчо Стојменски и Карл Маркс. Поради реконструкција на водоводната мрежа, граѓаните на улицата Славчо Стојменски денес од 21 часот ќе немаат вода. За околу 10 улици во Штип овој месец ќе бидат издвоени околу 8,4 милиони денари. Во текот на овој месец ќе биде асфалтирана и улицата Славчо Стојменски, проект вреден околу 690.000 денари. Паралелно ќе се работи и на улицата Карл Маркс, платото каде што се одржува пастрамалјадата и се разбира уште неколку помали улици. Значи вкупно овој месец ќе бидат асфалтирани 6 улици кои што започнаа со проектот за асфалтирање на улицата Маршал Тито во центарот на Штип. Инфраструктурни активности има и во Проби Штип. Во тек се градежните активности за реконструкција на фонтаната на градскиот плоштад. Реконструкцијата опфаќа поставување на хидроизолација, поставување на мозаик, стакло, керамички плочки, поставување на нови пумпи и млазници, како и поставување на нови подводни светилки. Вредноста на овој градежен зафат е околу 500.000 денари, средства обезбедени од буџетот на општина Проби Штип. Јавното предпријатие Камена река од Македонска каменица деновиве работи на хортикултурно уредување на јавните површини. Оваа општина е една од најуредените во источниот регион. Македонска каменица веќе неколку години спаѓа во групата на најуредени општини во источниот регион. Јавното предпријатие Камена река редовно засадува сезонски цвеќиња од типот на питунијата, бегонијата и други. Од минатата недела поточно започна цветното уредување на Македонска каменица на неколку локации низ централното градско подрачје, а на неколку фреквентни места, таму каде што најмногу ќе ги воодушевуваме граѓаните, ќе бидат посадени во првата фаза околу 10.000 цвеќиња, најразлични видови, петунија, имаме калафер, имаме произведено повеќе од 10 видови на цвеќиња, каде што во текот на летниот период можеме да уживаме во овие цветни аранжмани. Најчесто се засадуваат околу централното градско подрачје кај црквата Успение на Пресвета Богородица, градскиот плоштад, туристичко-манастирскиот комплекс Еленец, со што се подобрува генералната слика на самиот град и ги примамува жителите што почесто да излегуваат на прошетка. Да споделиме и вест за главните политички случувања во државата. Првата средба на лидерите на четирите најголеми партии, Никола Груевски од ВМРО-ДПМНЕ, Зоран Заев од СДСМ, Али Ахмети од ДУИ и Мендух Тачи од ДПА заврши без конкретно решение. Нова средба е закажана за во понеделник. Во соопштението до медиумите со заеднички став на четирите партии, нагласено е дека партиите ќе дадат заедничка поддршка на демократските вредности, вклучувајќи го и правото на мирен протест и на осуда на насилството, без разлика дали во криминални или политички цели. Диалогот за унапредување на европската агенда за доброто на граѓаните и понатаму ќе продолжи. Во врска со најавениот протест на 17 мај во Скопје, лидерот на СДСМ Зоран Заев изјави дека убеден дека ќе биде мирен и ненасилен и дека не сакаа да испратат лоша слика. Мирен и достоинствен, голем народен митинг најави владеачката партија ВМРО-ДПМНЕ на 18 мај во Скопје со граѓанска поддршка на силна и стабилна Македонија. Македонската филхармонија овој месец гостува во повеќе градови низ државата. Делото Петри и Волкот денес беше изведено пред децата во Штип, а утре настап филхармонијата ќе има во Свети Николе. Преку настапите на филхармонијата најмладите на оригинален начин ќе се запознаат со инструментите и музиката. Салата на Центарот за култура Ацо Шопов денес беше преполна со ученици од основни и средни училишта кои имаа можност да ја слушнат музичката изведба на приказната Петар и Волкот од Сергеј Прокофиев од страна на Македонската филхармонија.
Ова е најнов проект на филхармонијата со цел едуцирање на децата за тоа што е класична музика и што представува секој инструмент. Имаме наратор, нашиот познат актер Мартин Јордановски, така што во едно 30-минутно пладне би рекол дечињата би требало да се запознаат што се случува на сцената, мислам што е оркестар, како функционира оркестарот и потоа нели да ќе пристапиме да ја презентираме приказната. Според Цанев, оваа идеја е одлична за најмалите да се едуцираат и да ја засакаат класичната музика. Штип е втор град во кој се реализира овој проект. Во текот на вчерашниот ден Македонската филхармонија се представила пред најмалите во Кичево, а утре се во Свети Николе. Денес во Штип се одржа регионална промоција на проектот за практикантска работа и вработување на лица со попреченост. Представници од општините и компаниите од источниот и североисточниот регион ги запознаа можностите за вработување. Проектот на USAID за практиканска работа и вработување на лица со попреченост во Македонија функционира од 2012 и ќе трае до 2016 година. Целта е да се зголеми социјалната инклузија и учеството на лицата со попреченост во целните региони на пазарот на трудот, поддржувајќи го нивното вработување за економска стабилност. Проектот има целосна поддршка од општината и градоначалникот примариус магистар Илчо Захариев. Токму овој проект кој е финансиран од USAID е навистина одличен проект. Мислам дека на крајот ќе има резултати за да ги мотивираме сите правни субјекти кои се во нашиот град, да ги поттикнеме да вработуваат такви лица. Нормално, владата на Република Македонија прави навистина многу, го прави на начин што дава големи субвенции, овластувања, ослободување од плаќања на давачки на сите оние правни субјекти, фирми кои вработуваат лица со посебни потреби. Потоа мора да кажам дека нашата влада дава да се отворат и заштитни работилници за таквите лица. Така да мислам дека еден таков проект ќе донесе бенефит и на крајот и општината ќе има корис. Затоа што овие лица ќе привредуваат, ќе работат, ќе имаат пари, а на крајот нема да зависат од социјалните институции. Да чекаат некој да им даде, да речеме, 1800 денара социјална помош. Овој проект дава можности на младите кои се вклучени како практиканти. Една од нив е и Бојана Младеновска од Куманово, која преку ангажирањето во Сдружение за лица со интелектуална попреченост ја детектирала својата идна професија. Одлучила да стане логопед со цел да продолжи да помага. Можам да работам со таа категорија на лица, дека можам со нив да сакам да работам, ги разбирам. Исто така многу ми помогна, имаме тоа едно добро искуство за мојот факултет, бидејќи станува збор за лица кои што имаат попреченост, односно имаат говорна мана, пречки во говорот, но исто така многу од пациентите се и со друга интелектуална попреченост. Дека сакам да работам со лица со попреченост, и јас сум лице со попреченост и стекнав едно искуство што ми го смени животот, погледите и во секој начин би сакал понатаму да бидам пак вклучен и ќе бидам вклучен во сите волонтирања и каде и да може. Она што Тасковски го спомена како проблем со кој се соочуваат лицата со попреченост е несоодветната инфраструктура во повеќето институции во градовите во државата, односно пристапни рампи и лифтови, но и да се подигне свеста на јавноста дека и лицата со попреченост се граѓани на оваа држава и треба да бидат вклучени во сите сфери на општеството. Нивното вработување е чекор напред со помош на USAID, зашто се реализирани голем број на обуки. Организираме обуки кои што директни корисници се токму лицата со попреченост во делот на стратегии за барање на работа, значи како да напишат кратка биографија, мотивационо писмо, како да се представат на интервју, значи такви обуки веќе почнавме да спроведуваме во општина Штип. Исто така се организираат и обуки за собствениците на компаниите за да се надминат предрасудите, но и да им се соопштат бенефитите доколку вработат лица со попреченост во развојот. Доколку компанијата значи вработи лице со попреченост, не треба за него да плаќа персонален данок, пензиско, здравствено се ослободени. Исто така постои посебен фонд во делот на Законот за вработување на лица со попреченост кој што нуди неповратни средства и во делот на адаптација на работно место во износ од 100.000 денари и доколку лицето остане после 9 месеци во самата компанија, значи во редовен работен однос, може да се бараат и дополнителни неповратни средства во износ од 20 или 40 просечни плати, зависно нели од видот на попреченоста и нормално лицето понатаму треба да остане во таа компанија најмалку 3 години на работа за да работодавачот ја задржи таа бенефиција. Во текот на изминатите 3 години колку што трае проектот, реализирани се 91 вработување, од кои 5 во општина Штип. Она што ќе следува е воведување на обуки за поттикнување на креативните вештини на лицата со попреченост во развојот.
Уписите на новите првооделенци и новите средношколци, ова беше главната тема на денешниот одржан работен состанок на директорите на образовните институции со градоначалникот на општина Кочани Радко Димитровски. Уписите на новите првооделенци и уписите во средните училишта беа главните теми за кои разговараа директорите на образовните институции на денешниот работен состанок со градоначалникот Радко Димитровски. Тој по завршувањето на состанокот за медиумите ја даде следната изјава. Главна тема беше подготовките, односно текот на уписите во прво одделение на нашите најмлади сограѓани и подготовките за уписи во прва година во средните училишта, во двете средни училишта. За разговор беше и пред тековните, односно оние кои што наидуваат екстерни тестирања и во средното и во основното училиште и воопшто за сите оние проблеми кои што и текони работи кои што ги имаме во образованието. Состанокот беше мощне конструктивен, мощне оперативен и имаме една добра подготвеност, образованието и детските градинки ни се во една добра кондиција. Веќе сме на половина од уписниот рок кој што почна од 4 или 5 мај до крајот на месецот трае. Поканите се испратени, дистрибуирани до сите. Има некои проблеми во дистрибуцијата на тие покани. Се разговара со тие поединци како да се привлечат, како да се убедат родителите, како да се достават тие покани. Токму заради тие работи разговаравме до 31 да бидат сите потенцијални правачиња запишани во основните училишта. Од средното општинско училиште Гоша Викентиев се подготвени за упис на нови средношколци, изјави директорот Димче Сребренов. Излезене конкурсот за средните училишта, течат тие подготовки околу уписите. Нашето училиште конкретно, веќе ги посети сите основни училишта во општина Кочани, во соседните општини. Поделени се флаери, оди реклама по телевизија со конкретни фирми со кои соработуваме, истакнати се пановата низ градот за реклама на нашето училиште. 408 да останува бројката на ученици, очекуваме оваа година да бидеме поуспешни во уписот на ученици. Поради преземената мерка од страна на Министерството за образование и наука во гимнајските паралелки и во економските да не се намалуват бодовите во првиот уписен рок. Оттаму очекуваме дека учениците кои имат послаб успех дека ќе бидат запишени во нашето училиште. На состанокот директорите разговара и за подготвеноста на училиштата за екстерното тестирање, тековните активности во детската градинка Павлина Велјанова, како и во библиотеката Искра. Обновливите извори на енергија денес беа тема на креативно изразување на децата во градинката Звездички во Чешиново. Оваа градинка користи соларна енергија, резултат на проектот на граѓанското здружение Движење за обновлив развој. Во рамки на проектот инсталација на соларен систем за затоплување на вода во детската градинка Звездички во Чешиново, што го реализира Сдруженијето на граѓани Движење за одржлив развој од Кочани, денеска во просториите на градинката се одржа првата работилница на која присуствуваше и градоначалникот Костадин Ничков. Една голема благодарност до Сдруженијето Движење за обновлив развој што го реализиравме овој проект во општината Чешиново Влешово. Денеска правиме за прв пат една работилница со која што ги запознаваме малите дечиња кои се обновливите извори за енергија. На работилницата најмладите низ игра се запознаа со придобивките од алтернативните извори на енергијата. Координаторот на проектот Благица Пинтевска за оваа прва работилница изјави: Овој проект е донација од Швајцарската конфедерација за зачувување на природните богатства во Република Македонија. Главните координатори се Фармахем од Скопје, а реализатори на проектот се невладината организација ДОР од Кочани. Инаку целиот овој проект го поддржува општината, градоначалникот на општина Чешиново Облешево, а проектот започна да се реализира од февруари. Тогаш се направи енергетско снимање на објектот за потрошувачката на електрична енергија и за таа цел е изготвен елаборат кој денес ќе се предаде и ќе биде во собственост на директорката госпогица Моника Накова, тоест на градинката Звездички во општина Облешево Чешиново. Се изработени и плакати кои се дистрибуирани до училиштата, а во тек е печатење на брошурата под наслов Направи сам, ќе биде достапна за сите жители на општината и таму, во самата брошура е објаснато како сами
и на најлесен начин тие да се инсталираат собствен сончев систем, а придобивките од инсталација на сончев систем е огромна, бидејќи се намалува емисијата на јаглерод диоксид, а се заштедува и електрична енергија. Наредната работилница се планира да биде одржана во почетокот на месец јуни, каде ќе бидат опфатени и повозрастните целни групи. Целта на овие работилници е промовирање на обновливата енергија преку енергетско ефикасни мерки за подобра животна средина. Делчево се подготвува за одбележување на 24 мај, патронот на градот. Дел од активностите се награди за најуспешните дела на Интернационалниот фестивал на афоризми, а од оваа година патронот се слави и со улична трка. Делчево трча за здрав живот. Делчево се подготвува за одбележување на 24 мај, денот на македонските просветители, кој воедно и патронот на градот. По тој повод општината е исправена пред два важни настани. Првиот од нив е Интернационалниот фестивал на афоризам и карикатура PNS 2015. Планираме негде жирирањето да е околу 15 мај, а фестивалот некаде ќе биде за патронот на Делчево Кирил 24 мај, со тоа што може би има поместување од ден и два понапред на фестивалот, зависи како ќе се погодат работите околу сите свечаности што се по повод 24 мај. Вториот настан има натпреварувачки карактер, а тоа е првата улична градска трка Делчево трча за здрав живот. Значи трката ќе се движи низ улиците на градот, почнувајќи од училиштето Ванчо Прке, и тука ќе биде и целата до Ванчо Прке. Значи ќе се трча по булеварите, и се надеваме дека ќе излезат со голема масовност за да ја поддржат оваа прва трка која очекуваме да биде традиционална. Резултатите за најдобрите афоризми и карикатури на тема Внимавај човек ќе бидат познати на 20 мај, кога официјалното специјално жури ќе ги соопшти на овогодишното издание на Интернационалниот фестивал PNS 2015. Првата пак улична градска трка, која е закажана за самиот ден 24 мај, ќе ги даде имињата на победниците во 9 дисциплини, како и најдобрите на главната трка од 4500 метри. Редовна сообраќајна инспекцијска контрола на таксистите во Штип утврди низ за неправилности во такси услугите во градот. Немање и неупотребување на фискален апарат, возење со невклучен таксиметар и непоседување на такси сертификат се најчестите прекршоци констатирани денес. Денес инспекторката за сообраќај Оливера Блажева со полициска асистенција вршеше контрола на сите такси превозници и покрај полагањето и добивање на сертификат со кој се овозможува регуларно секој такси превозник да извршува јавен превоз. Инспекторката се среќава со низа неправилности. Најчесто со неисправноста на фискалните апарати или невграденост на фискален апарат, сертификацијата на такси возачите, можем да кажем слободно 90% завршена, тоа е многу ретки случаеви, и наплаќањето надвор од фискалниот апарат. Доколку се констатираат прекршоци од страна на такси превозниците, следуваат соодветни казнени одредби. Делата од 51-та струмичка ликовна колонија се представени пред штипјани, кои наскоро ќе може да уживаат и во карикатури изработени од ликовни уметници од Струмица. Богат ликовен опус во фоајето на Домот на културата во Штип. Во наредните 2 седмици штипјани ќе можат да ги проследат последните остварувања на ликовните уметници учесници на Струмичката ликовна колонија. Ние заедно во соработка со колегите од Центарот за култура Антон Панов од Струмица секоја година ја носиме и тука за да може публиката и во Штип да види за што се работи. Како што реков, тука има неколку автори од самата кои што сликале и твореле на колонијата. Изложбата ќе биде отворена во наредните 14 дена. Секоја нова изложба во Штип представува настан кој по обичај привлекува голем број љубители на ликовната уметност. Дали интересот за вакви настани останува со истиот интензитет? Многу интересно е што на самото отворање вие немате некој голем интерес, меѓутоа во текот на наредните денови кога е отворено фајето, има постојано присуство на луѓе. Може да се каже дека во тие 14 дена во просек, да речеме, околу над 400 луѓе ја видат ова изложба. Но после ова, во фоајето на Домот на културата ќе се одржи уште една, овој пат од областа на карикатурата. Наредниот месец исто така од Струмица, од Интернационалниот фестивал за афоризми и карикатури, ќе имаме изложбата од самите карикатури, некаде околу 26 карикатури од тој интернационален фестивал. Центарот за култура, освен изложби, до крајот на годината ќе има своја партиципација во Штипското културно лето и со повеќе други настани од областа на културата.
Денес православните верници го слават празникот посветен на светиот пророк Еремија. За овој празник се поврзани бројни верувања, најмногу во насока на магиска заштита од змии, гуштери и други влекачи. Денес се празнува свети пророк Еремија, заштитник против змиите. Нашиот народ го празнува како еден од поголемите пролетни празници. Верувањата и обичаите за овој празник поврзани со него се функциите на заштита од змии, гуштери и други влекачи. Овој празник не се работи, посебно се внимавало на овој празник да не се шие, бидејќи конците ги асоцираат на змиите, гуштерите и останатите влекачи. Посебно го почитуваат овој светец народот затоа што тој го сметаат како заштитник од змии. Освен религиозното манифестирање, има и магиско, култно манифестирање, а тоа се одвива на тој начин што вечерта пред празникот, посебно жените, а може и малите деца, земале по една тепсија или чинија со машата и ги посетувале ќошињата во сопствениот дом, тропале, при тоа пееле песни, и на тој начин се обидувале да ги стераат змиите и да се заштитат од нападот на змиите и влекачите во текот на наредниот период. Постојат интересни обичаи за празнувањето на овој празник. Единствено што било дозволено за одработни активности на овој ден во некои краишта на нашата држава е правењето на црепни. Црепни се, тоа е еден вид тепси, тавки од глина, во кои што се правело леп, се печело леп и се сметало дека оние жени кои што печеле, кои што правеле црепни на овој ден, ќе бидат заштитени во текот на наредната година од змии, гуштери и останатите влекачи. Имало и песни кои се дел од овие обичаи, каде Еремија е представен како митски јунак. Тоа пак, од друга страна, значи дека иако во основата на овој празник е споменот на светиот пророк од Стариот Завет, за Еремија обичаите и верувањата водат потекло од најдалечното минато на човекот. Светиот пророк Еремија живеел 6 века пред Исус Христос. Роден е во малото село Антот, во близината на Ерусалим. Уште како дете го слушнал гласот на Бога, кој му одредил да биде пророк. Еремија не сакал, се оправдувал со тоа што уште бил мал, но не можел да ја одбие Божјата заповед. Српски четници на чело со Братислав Живковиќ во понеделникот биле запрени на границата со Македонија. Група Движење на четниците била вратена назад од српските тајни служби БИА, кои не можат да се одлепат од балканските стереотипи, делби, војни и големите фрустрирачки митови за големи Срби, Албании и слично. Ватикан соопшти дека ги завршил преговорите со палестински представници на договорот за признавање на Палестина за држава. Светата столица прецизира дека договорот ќе ги дефинира активностите на католичката црква во областите под контрола на палестинската власт. Грчката влада ќе мора да собере најмалку 3 милиарди евра преку дополнителни фискални мерки до крајот на 2015 година, за да ги исполни минимум буџетските цели кои нејзините доверители ги сметаат за прифатливи. Европската комисија прогнозира дека јавниот долг на Грција следната година ќе достигне 174% од бруто домашниот производ. Бројот на загинати во вчерашниот пожар во фабриката за обувки во филипинската престолнина Манила порасна на 72 лица. Спасувачките екипи од подурнатините на двокатната зграда во предградието Валенсуела утринава извадија уште десетици тела откако синоќа ја прекинаа потрагата поради безбедносни причини. Вооружени лица синоќа нападнале еден хотел во Кабул, популарен меѓу странците во Авганистан, при што земале како заложници поголем број луѓе. Во престрелката со безбедносните сили напаѓачите биле убиени од безбедносните сили, со што биле спречени да извршат самоубиствен напад. Претходно тие убиле 5 иностранци, додека 6 други биле ранети.
Со вестите од светот го заокружуваме и вечерашното издание на Дневникот, но и понатаму се информираме на kanalplus.mk. Ви благодарам на вниманието, имајте пријатна вечер.